Тредневник на К3, добро вечер. Во текот на вчерашниот ден кумановските пожарникари интервенирале 5 пати. Сите пожари се од запалена сува трева. Нема повредени, а причината е само материјална штета. Кумановските пожарникари вчера интервенирале 5 пати. Во Липково гореле 20 на хектари сува трева и мал дел ниско стеблеста шума, соопштија денеска од регионалниот центар за управување со кризи Куманово. Пожарот во Липково бил изгаснат во 20 часот. Овој пожар час и половина го гаселе 5 пожарникари со едно противпожарно возило. 5 вработени во подрачната единица на јавно предпријатие Македонски шуми и 2 вработени од полициската станица Матеќе. Екипа на Македонски шуми дежурала во текот на ноќва за да спречи евентуално реактивирање на пожарот. Претходно повеќе од 4 часа од 14:05 до 18:30 часот се думина пожарникари со 2 противпожарни возила гаселе запалена сува трева и стрниште во кумановското село Љубодрак. Во пожарот биле зафатени и неколку пчелни семејства. Од пожарната Куманово вчера интервенирале 3 пати во урбана средина и гаселе пожари на запалена сува трева. Најпрвен горела сува трева на улица Доне Божинов, потоа во диво населје на улицата Скопска и последната интервенција била на Михајло Пупин. Во моментот информираа денеска од пожарната нема активни пожари во Кумановско. За 20% е зголемен бројот на пациенти со мозочни удари, информираат од Оделението за неврологија Куманово. Според лекарите, клучен момент е раното пристигнување на пациентот во здравствената установа со цел навремено аплицирање на терапија, а со тоа и спасување на човечкиот живот и подобрување на квалитетот на животот на пациентот. Расте бројот на мозочните удари, за 20% е поголем бројот на пациенти годинава во споредба со истиот период лани. Дополнителен ризик се високите температури и горештините. Според лекарите најважна е брза реакција и соодветен третман за помали последици од мозочен удар. Овие денови имаме прилив во поголем број на пациенти со мозочен удар. И тоа е можно да се доврзува со промените во климатските услови. Да кажам нешто за мозочен удар. Акутниот мозочен удар е многу голема и многу сериозна болест и која е трета причина за смртност на пациенти од оваа болест и прва причина за инвалидност во развиените земји. Се проценува дека на секои 45 секунди едно лице заболува од мозочен удар и секои 3 минути едно лице умира од последици од мозочен удар. Клучен момент е раното пристигнување на пациентот во здравствената установа со цел на времено аплицирање на терапијата, а со тоа и спасување на човечкиот живот и подобрување на квалитетот на животот на пациентот. Доктора Сипи со препорака до граѓаните како да се заштитат од мозочен удар, кој е најчест во овој период од годината. Па сега актуелно поради овој појава на топлотен бран, пиење големи количини течности, вода, после чување на излагање на сонцеви изрази овие денови, од 10-11 часот па до 5 часот. И тоа е генерално. Па треба да се препознаат симптомите. Тоа е промена на свеста, има некои симптоми кои се со слабост на некои од екстремитетите. Треба веднаш да се вика брза помош и да се донесе тука, ние да можеме да правиме после тоа што треба. Искривување на лицето, слабост во една рака или нога и проблем со говорот е црвен сигнал за одење во болница. Статистичките податоци покажуваат дека кај 1/3 од пациентите мозочниот удар е фатален. Повеќе од 60% кои преживуваат имаат трайни последици по нивната психофизичка состојба. Во 21 век Куманово се уште се соочува со проблемот со јавните тоалети. Граѓаните лути што со децени не се решава овој проблем, бараат од локалната самоуправа подитно да преземе нешто. И во 21 век во Куманово никако да се реши проблемот со јавните тоалети. Граѓаните, а со тоа и посетителите мора да се снаоѓаат како знаат и умеат. Помладите влегуваат во тоалетите на кафулињата и угостителските објекти,
а повозрасните и оние од силата користат јавни површини, паркови, грмушки, влезови на стамбени згради и скриени места по улиците. Кумановци се лути што со децении не се решава овој проблем и бараат од локалната самоуправа подитно да преземе нешто, доколку и не може да им се овозможат модерни тоалети да се направат монтажни кои ќе бидат лоцирани во центарот на градот. И 10 и 20 дена да би платиле. А пошто дека нема каде сваки чошкови се замачува теа. И тоа е срамота. Треба наш градоначелник да мисли за тоа. Еве ги два магазинки користи два WC од тетоја, ја би дае 20 дена само да иду да завршуваат. А пошто луѓе користи приватно и не ги пушта WC. А тоа е јавно WC тоа. Треба да дадеме на општину тоа, не да го издава под кариер. Ја мислам дека тоа е исправно да има јавно WC најмалку едно или две. Да. Недостасуваат, нема никаде, ја не знам каде има. Па не знам, само во општинава некако, само преку општинава. Многу лошо е, треба да се реши. Порано имаше, сега зашто нема, не знае. Немамо градски WC. Ја ги пензионери сви седем, немамо градски WC, молим вас, у Куманово. Веруйте на площад, еве ги, кад ги стисне, што вика оној зор, нема куде да иде. Ова е срамота, ти кажам. WC да направи. А не дае ги WC, градско WC, он направи продавница, дае ги под закуп. Тоа е срамота. Толи град да нема едно WC. Во Куманово пред повеќе години имало јавен тоалет во центарот на градот под поранешната стоковна куќа Нама, но тој денеска не функционира. Ова прашање често пати се покренува и на седниците на општинскиот совет од страна на опозицијата, но досега нема конкретен одговор. Дотогаш на кумановци им останува само да се воздржуваат или на брзина да претрчат на некое скришно место. Завршена е жетвата на јачмен во Кумановско, додека на пченицата е при крај. Според податоците на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, годинава поради лошите временски услови, приносите и на јачменот и на пченицата се пониски во однос на лани. Целосно заврши жетвата на јачменот на подрачјето на трите општини Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Јачменот бил засеан на површина од 8713, од кои 1000 хектари сееле предпријатијата, а индивидуалните земјоделци на површина од 7713, информираат од подрачната единица на ресорното министерство. Оттаму додаваат дека годинава жетвата започнала порано во однос на лани, поради високите температури. Стручните лица објаснуваат дека поплавите кои го зафатија регионот во почетокот на пролета, пошто следеше топло време, се создале услови за појава на плевели и болести, што пак придонело за намалување на дел од родот. Од сознание што ги имаме од оваа реколта е послаба од ланската и се постигнати се помали приноси, особено кај јачменот. Кај голем дел од семени земјоделски стопанства се постигнати многу слаби приноси и кај јачменот и кај пченицата, и тоа од 1500 килограми до 2000 килограми. Оваа пред се се должи на лошите временски прилики во вегетацијата. Кај земјоделските предпријатија се постигнуваат поголеми приноси, но и кај нив во однос на минатата година приносите се послаби. Пченицата годинава се сеела на површина од 12820 хектари, од кои најголем дел сееле индивидуалните земјоделци на 10820, а предпријатијата на површина од 2000 хектари. Досега ожнеани се 10897 хектари или приближно 85%. Земјоделците од трите општини сееле и целосно ја завршиле жетвата на рж на површина од 347 хектари, како и на овес, кој годинава се сеел на површина од 901 хектар. Крива Паланка продолжува да живее во духот на културата во рамки на манифестацијата Топло културен бран. Вчера вечер љубителите на пишаниот збор имаа прилика да уживаат во лирските треперења на младите и повозрасните талентирани поети и поетеси, членови на литературниот клуб Калин, како и во творештвото на гостите од литературниот клуб од збратимениот град Вршац од соседна Србија. Токму на местото каде се спојуваат верата, надежта и љубовта во преубавиот амбиент на манастирот Свети Јоаким Осоговски, присутните имаа можност да уживаат во поезијата на десетина поети, меѓу кои млади и повозрасни кривопаланчани, членови на литературниот клуб Калин, кој функционира при Националната установа Центар за култура.
Традиционалното поетско читање лирски треперења годинава беше збогатено и со настапите на членовите од Вршачкото книжевно друштво. Drago mi je što sam danas u gradu pobratimu Krive Palance. Prvi put sam ovde i kao da sam već dugo ovde, toliko sam zadovoljan prijemom. Ja sam danas prvi put na ovoj književnoj večeri. Mogu da vam kažem da sam oduševljena, međutim nisam prvi put u Krivoj Palanci. Naša opština Vršac jako dobro sarađuje sa opštinom Krivom Palankom. Како што истакна Александар Ангелов, директор на Центарот за култура, богатата културна понуда на локалната сцена продолжува, а ова поетско читање кое е дел од манифестацијата Топол културен бранд 2015 и вистинска прилика поетите и поетесите да се представат пред своите сограѓани, со творештвото кое воодушевува и освојува награди секаде каде ќе се презентира, а наедно ја поздрави и плодната соработка на културно поле со гостите од спретимениот град Вршац. Ова вечер имавме настан кој што е во рамките на топлиот културен бранд, значи тоа беше поетска вечер. Настанот се е наречен Липски треперења и имаа можност значи поетите од Крива Паланка да земаат учество со некои своји творби, да учествуваат во овој настан и ги поканивме да ни бидат гости нашите пријатели од Република Србија, од нашиот збратимен град од Вршац, со неколку членови од нивниот клуб да учествуваат на оваа поетска вечер тука пред манастирот во Крива Паланка. И учесниците и публиката задоволни од преубавиот амбиент како создаден за лирски доживувања. Јас учествувам по втор пат на поетското читање лирско треперење. Исто така и минатата година учествував. Оваа година се представи со една моја песна Сега кога не нема нас. Впечатоците се супер, како што и сами видовте, имаше доволен народ, сите беа задоволни. По втор пат учествувам на ова поетско читање лирски треперења. Минатата година исто така учествував. Вечерва се представив со една моја кратка поезија, Најмила. Јас се представив со песната Ти си ми се, но пред се не можев да поминам која стоиме пред овој прекрасен Божји храм, да не ја прочитам песната Нашиот манастир. 3 документарни филмови беа презентирани на завршната церемонија на медија кампот Буверо, кој беше организиран од страна на Националниот ромски центар во партнерство со Фондацијата Ромедија. Буверо кампот оваа година првпат се одржа во Македонија во комплексот Етно село, а беа организирани повеќе возбудливи и интересни настани. Културниот идентитет, успешноста на одреден поединец од ромска популација и проблемите на денешната младина беа темите на 3 документарни филмови кои како финален производ беа презентирани на завршната церемонија на медија кампот Буверо, кој беше организиран од Националниот ромски центар во партнерство со Фондацијата Ромедија од Унгарија. Buvero in Romanes in our language means shell. Буверо во ромскиот јазик значи школка и е символ на добра комуникација помеѓу жени и така го именувавме овој проект пред 4 години со цел да го подобриме нивото на едукација на новинарките од ромска националност и да се обидеме да им дадеме сила да не го кријат својот идентитет, туку да бидат горди. Многу ни е драго што го имплементираме Буверо проектот во Македонија оваа година и има одличен тим на луѓе што помагаат тоа да се случи. Имавме презентери во областа на историјата на оваа популација на регионот на Балканот, историјата на ромите, секојдневните проблеми, пристапот до информацијата, што е информација, дали е богатство, дали не е богатство, а сега информација која споделуваме тоа е едно високо богатство, на ромски значи едно барвалипе, а ова што го велиме Буверо, да ви кажам, по квалитет, по одговорност од ромската жена во моментот нема, бидејќи ромската жена е 5 пати дискриминирана. Прво што е ромка, второ по религија што е представена, трето дека е жена и мајка на 3, 4, 5, 7 деца, а четврто дека нема можност да се вработи. Најквалитетни ромски кадри од Балканот, новинарки и активисти помогнаа во едуцирањето на учесничките на кампот. Ромски девојки на возраст помеѓу 18 и 25 години, од Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип и Скопје, кои се стекнаа со искуство во професионалното снимање и новинарството
и беа вклучени во студии од областа на ромскиот идентитет. Кувањата не се исполнети, научивме ново за новинарство, документарците веќе се не снимети, ќе ги видите. Нашиот документарец станува збор за мигрантите, бидејќи таа тема е најактуелна во моментот во државата и нашиот документарец е за тоа. Ние многу малку всушност знаеме за идентитетот на ромите. Имавме одличен предавач кој што ни презентираше многу убаво за тоа и бидејќи идентитетот на ромите всушност е зачуван само јазикот, мораме да бидеме упорни и од традиција на традиција да го пренесуваме да не ни се изгуби и тоа. Односно мојата група работевме на документарниот филм Реџеп Реџеповски, тоа е познат боксер ром. Сакавме на некој начин да ги мотивираме младите роми, повторно да се вклучат во спортот, бидејќи сметаме дека ние можеме да се покажеме и во тој дел во најдобро светло. На Буверо кампот, кој оваа година првпат се одржа во Македонија, во комплексот Етно село, беа организирани повеќе возбудливи и интересни настани, задачи и предавања според програма која што беше поддржана со програма од САД, амбасадата во Будимпешта и Европската комисија од Брисел. Организаторите се задоволни од постигнатите резултати и се надеваат дека следната година медија кампот во Македонија повторно ќе биде организиран. Се осветлуваат клучките и раскрсниците на регионалните патни правци, соопшти министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. По повод предстојниот празник веќе осветлена клучката Пелинце на регионалниот пат Куманово-Пелинце. Проектот е вреден 600.000 евра. Се очекува да заврши до крајот на септември, изјави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Се работи за 12 клучки и очекуваме дека до крајот на септември ќе се завршат. Станува збор за клучката кај Оризари на регионалниот пат Кочани-Виница, клучка Истибања, клучка Удово, Асамати, клучка Македонски Брод Суводол, клучка Смојмирово, клучка Пелинце, Лакавица, влезна Виница Кочани, клучката во Росоман, клучката Карпош, посочи Мисајловски. Станува збор за осветлување на раскрсници кои досега не беа доволно осветлени. По повод предстојниот празник веќе е осветлена клучката Пелинце на регионалниот пат Куманово-Пелинце. Во Центарот за јавно здравје совети за откажување од пушење добиле вкупно 500 лица, од кои половина се здравствени работници кои биле дел од групно советување. Во рамки на Центрите за јавно здравје во Република Македонија минатата година се отворија советувалишта за откажување од пушење, наменети за сите заинтересирани граѓани кои може да се пријават на едукативни предавања во центрите, соопшти Министерството за здравство. Во текот на една година со советувањата се опфатени вкупно 500 лица, од кои половина се здравствени работници кои биле дел од групно советување. Согласно акцискиот план, во првата фаза беа опфатени здравствени работници со цел да им помогнат на своите пациенти во процесот на откажување од пушење. Сите центри за јавно здравје подготвија план за работа на советувалиштето, кој е достапен на веб страниците на центрите. Овие едукации се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа. Например, во Центарот за јавно здравје во Скопје советувалиштето работи во вторник и четврток од 13 до 15 часот. Советувалиштата се достапни за сите заинтересирани граѓани кои ќе се обратат во центрите за јавно здравје и во нив работи стручен и обучен кадар од доктор специјалист и медицинска сестра, а по потреба и други соработници кои одржуваат едукативни предавања со фокус на презентирање на штетните ефекти од пушењето врз здравјето на пушачите, како и на штетните влијанија од тутунскиот чад за околината. Со континуирана едукација и укажување на штетните последици од пушењето, придонесуваме кон целокупно подобрување на јавното здравје. Земјотрес со интензитет од 5,4 степени според Рихтеровата скала беше регистриран крај бреговите на Индонезија. Грција е официјално побара нов заем од Меѓународниот монетарен фонд. Најмалку 7 лица загинаа, а неколку други се повредени при експлозија во фабрика за пиротехнички средства на брегот на Јадранското море, недалеку од италијанскиот град Бари. Следуваат вестите од светот. Силен земјотрес со интензитет од 7,5 степени според Рихтеровата скала е регистриран попладнево кај западниот брег на индонезискиот остров Суматра, соопшти Американскиот геофизички институт.
Епицентарот на потресот бил на 240 км западно од крајбрежниот град Паданг, на 30 км под површината на Индискиот океан. Набрзо по земјотресот е прогласена опасност од појава на цунами, но засега во регионот не се забележани поголеми бранови. Засега нема ни информации за евентуални разурнувања или жртви. Грција синоќа упати официјално барање до Меѓународниот монетарен фонд за добивање нов заем, и тоа во моментот кога представници на грчката влада во повеќе наврати повторија дека во текот на денот Атина ќе почне преговори со кредиторите за одобрување 86 милијарди евра вреден пакет помош за Грција, јави Танјук. Би сакале да ви известиме дека бараме нов заем од Меѓународниот монетарен фонд, напиша министерот за финансии на Грција Цакалотус на директорката на ММФ Кристин Лагард. Представници на европските кредитни институции допатуваа во Атина заради придвижување на разговорите за третиот пакет помош за Грција. ММФ бара грчкиот товар од долгот да биде намален на одржливо ниво, но таквиот предлог на фондот најде напротивање на европските партнери. Најмалку 7 лица загинаа, а неколку други се повредени при експлозија во фабрика за пиротехнички средства на брегот на Јадранското море, недалеку од италијанскиот град Бари. Експлозијата се случила во населбата Модуњо, а се стравува дека бројката на жртви може да се зголеми. Италијански обвинител изјави дека ќе биде потребно да помине најмалку едно деноноќие пред пожарникарите да успеат да влезат во внатрешноста на фабриката. Според италијанските медиуми, најпрвин експлодирало едно возило, а потоа следела цела серија експлозии во фабриката кои траеле цел час. Полицијата се уште ги испитува причините за трагедијата. Кошаркарите на Куманово се наоѓаат на заслужен одмор, но затоа управата не седи со скрстени раце и интензивно е ангажирана на засилување на играчкиот кадар. По обновувањето на договорите со дел од клучните играчи во клубот е ангажирано првото засилување од страна. Американецот Инграм се врати во старото јато и се очекува да биде важен сегмент во концептот на тренерот Луковиќ. За наредниот период во план е доведување и на други кошаркари од страна, пошто ќе се формира костурот на екипата. Во следната сезона кошаркарскиот клуб Куманово повторно ќе атакува на успеси на 3 фронта. За таа цел управата веќе работи на формирање на силна екипа која повторно ќе игра значајна улога во македонската кошарка. Мислам дека со самото настапување за следната сезона останавме на тоа дека треба да го задржиме костурот на тимот, така да се трудиме тоа да направиме. Мислам дека сигурно и нашите навивачи и вие знаете, подпишавме со Аце Костовски, со Мандич, со Инграм вчера дојде потврда, тој е наш играч од пред 2 години, кој што прошлата година беше нешто повреден, па потоа отиде да игра во Романија и во Турска, така да полека во следните денови мислиме дека ќе потпишеме со Караджовски, со Јаневски, со Луковиќ, така да костурот од тимот од прошлата година, што ни беше основна цел за да го задржиме, затоа што мислиме дека имаме добар костур на тим и дека само со неколку, можеби малку промени, како со Инграм, дека имаме доста амбиции во следната сезона. Дали само Инграм ќе биде засилувањата и кои од играчите нема да бидат повторно во Куманово следната година? Па сигурно е дека нема да бидат, сега јас не знам, али мислам дека нема да бидат Аврамовиќ и Филиповиќ. Филиповиќ веќе е потпишал, мислам, за Здравје Лесковац, Аврамовиќ се уште не знаеме, али од прошлата сезона е сигурно дека тие двајца играчи нема да бидат. Покрај Инграм планирате ли уште некој засилување? Па ќе видиме. Сега за сега костурот на тимот треба да биде од прошлата година. Да се вратиме на меѓународната сцена, Куманово на задоволство на своите навивачи ќе игра во така наречената ново формирана ФИБА лига, докаде се таму работите? Па ние се пријавивме за таа ФИБА лига и се пријавивме за местото кое што беше за МЗД, значи лига, да учествуваме одма во група, значи да не играме квалификации, него да играме во група. Сега тие треба овие денови да ни одговарат, затоа што мислиме дека сме спремни за таа група, едно надпреварување за повеќе степени од Бибал лигат. Така да се надеваме дека ќе ни излезат во пресрет и дека ќе играме во група, кои се противници и дали ќе ни дозволат во група и се тоа во следниот некој наш разговор.
Ке треба да се исполнат некои соодветни услови? Па да, сигурно ќе треба да се исполнат во салата условите за со слачоници, можеби со кошеви, можеби се, али мислам дека тоа се работи кои што можеме да одговориме и да ги исправиме. И на крајот последното прашање, амбициите на кошаркарски клуб Куманово во домашното првенство повторно веројатно ќе бидат високи, борба за највисок пласман. Па видите, не знам дали знаете, сега ние веќе пред 2 дена се одлучи нов систем на надпреварување од прошлата година, значи ќе играат 8 тима, затоа што те баскет и штип се откажа. Ќе има 4-кружен систем, значи ќе имат 14 утакмици дома, 14 утакмици на страна, нема да има Суперлига, него се продолжува со 6 тима во плейофот, каде што првиот и вториот во првата фаза, значи на четвртфиналето се слободни, а другите 4 тима играат за тие 2 места за во плейофот, каде што ќе се игра на 3 победи и на 4 полуфинале 3 и на 4 на финале на 4 победи. Во сезоната 2015-2016 Куманово повторно ќе живее за кошарката. Спортската сала ќе биде претесна да ги прими сите, а на кошаркарите на Куманово останува уште еднаш да се прикажат во вистинско светло. Тенискиот клуб Куманово повеќе од една деценија успешно работи на создавање на млади таленти, а ги предвода тренерите Горан Китановски и Филип Колевски. Екипата е составена од повеќе категории кои се надпреваруваат на републичко ниво, каде остварија значајни успеси. Екипата на К3 беше во посета на нивниот тренинг. Овие млади тенисири се дел од поголемата екипа на тенискиот клуб Куманово, кои во овие пеколни горештини ги учат тајните на овој спорт. Најмладата е 3-годишната Кијара, но и тука се и другите кои еден ден можеби ќе станат успешни представници на Куманово и Република Македонија. Тенис клуб Куманово практично работи пред 12 години започна да се работи во Куманово. Тогаш не бевме регистрирани официјално како здружение. Како здружение на граѓани во клуб кој има одобрение за бавење со спорт, одобрение за дејност спорт. Што значи дека имаме традиција подолга од 10 години. Сакале или не, тоа мора да го спомнеме и да го кажеме, бидејќи во тоа време со еден мој колега од Битола заедно почнавме да работиме и тоа беше цела година работење во рамки на 2 училишта, училиште Браќа Милодиновци и Толи Зордомис, како дел од проектот училишен тенис, и беше спонзориран од Македонската тениска федерација и од ITF, Меѓународната тениска федерација. Колку моментално дечиња работат во вашиот клуб? Бројот на тенисери во клубот секогаш варира. Некогаш е помал, некогаш е поголем, зависи од интересот на децата, зависи од фазата која ќе достигнат, че некои деца почнуваат со тенис, се откажуваат после месец, 2 или 3, други продолжуваат месец повеќе или 2. Поред вас има ли интерес за тенис во Куманово кај младата популација? Интерес има и тоа многу. Многу интерес, често се зборува за тенисот, за турнирите се коментираат резултатите, се коментираат играчите, нивниот начин, стил на игра, успех, неуспех, критички согледувања, нели? Имаме многу луѓе кои сакаат да критизират одредени елементи, на тој начин да покажат дека се инволвирани во тениската игра, што е добро, супер. Сега, за жал, интересот за тенисот најчесто завршува на тоа ниво. Најголеми постигнувања, значи ние званично како клуб сме регистрирани од 22 март 2013 година. Значи, тогаш стекнавме услови да се надпреваруваме во системот на надпревари што го организира Македонската тениска федерација. И најголеми резултати се тоа што успеавме за многу краток период да направиме деца кои ќе играат доволно успешно да изиграат убав меч против деца кои тренираат 7-8 години на нивна возраст. Че наши деца кои тренираат година и пол, играат меч со деца кои веќе 7-8 години тренираат тенис. И тоа е, според нас, исклучително добро постигнување. Бруно, колку време си се занимавал со тенисот? Од оној неделю почна. И добро ли ти се допаѓа ли овој спорт?
Да. Го сакаш многу тенисот? Да. А зошто? Ова е за играње. Мате, од кога се занимава со тенисот? Од 4 години. Зошто е го добра тенисот баш токму се? Па, што многу трчиш, све, имаш с ракети, удараш, тако е, идеш лево-десно. А може да ни кажеш колку најмногу почитуваш во светскиот тенис? Еден ден можеби ќе станеш Федерер, Џоковиќ, Надал. Џоковиќ. Зошто? Зашто тој многу добро игра, прво место. Иако немаат помош од никого, членовите на тенискиот клуб Куманово работат макотрапно и веруваат дека вистинските резултати доправа ќе пристигнат. Да им посакаме многу успех. На ждрепката која се одржа во Санкт Петерсбург, Македонија се падна во исклучително тешка група, во групата Г, во која се наоѓаат и гигантите Шпанија и Италија. Македонската репрезентација доби повеќе од интересна група во квалификациите за светското првенство во Русија во 2018 година со исклучително незгодни противници. Медитеранската група дефинитивно со оглед на тоа што повторно како и за квалификациите за Европското првенство 2016 ја добивме Шпанија како носител, а плюс ги имаме и Италија, Албанија и Израел, сето тоа дополнето со аутсайдер од Лихтенштајн. Рускиот голгетер Александар Киржаков излече Македонија да биде во групата Г, последната со 6 репрезентации, обезбедени 10 квалификацијски надпревари, но потоа не ни донесе баш поволна ждрепка ако се знае дека ги добивме европските гиганти Шпанија и Италија. Квалификациите за светското првенство во Русија 2018 година ќе почнат на 4 септември 2016. Победниците од секоја двете групи автоматски ќе се квалификуваат на светското првенство, додека уште 4 патници на мундијалот ќе бидат познати после баражите, во кои ќе играат најдобрите 8 второпласирани репрезентации. Во договор меѓу селекторите на репрезентациите дополнително ќе биде определен распоредот за квалификацијските надпревари за светското првенство 2018. Од останатите групи сигурно интересно ќе биде во групата А, каде се Холандија и Франција, дополнети со Шведска и Бугарија. Вести од меѓународен спорт. Престижната велосипедска трка Тур де Франс влегува во завршна фаза, а во трката за најдобар ќе се борат англичанецот Фрум и колумбиецот Кинтана. Познатата авиокомпанија на Обединетите арапски емирати Емирейтс ќе стане нов генерален спонзор на Асоциацијата на тениските професионалци. Италијанскиот велосипедист Виченцо Нибали е победник на 90-та етапа на Тур де Франс. Нибали исклучително тешката патека од 138 км која се водеше од Сент-Жан-де-Мориен до Тусир ја помине за 4 часа 22 минути и 53 секунди. Воедно ова за него беше прва победа на овогодишниот Тур де Франс, а вкупно пета во кариерата. Вторни селта мина колумбиецот Наиро Кинтана со застанување од 44 секунди и сега ја намали предноста во генералниот пласман за 31 секунда во однос на водечкиот Фрум. Предпоследната можеби клучна етапа за конечниот исход ќе се води од Волфрежис до Алп d'Huez во должина 110,5 км. Овогодишното интересно натпреварување на Тур де Франс ќе заврши во недела во Париз на Елисејската палата. Најголемата авиокомпанија на Обединетите арапски емирати Емирейтс од 2010 година ќе биде генерален спонзор на Асоциацијата на тениските професионалци. Емирейтс би требало да ја замени компанијата за пиво Корона и да подпише трогодишен договор вреден 10 милиони долари по сезона. Од новиот спонзор задоволен е и Крис Кермот, председателот и извршниот директор на ATP. Ината соработка може да се смета за логична, бидејќи Емирейтс веќе ги спонзорира трите тренерски Грем Слемови, турнири Австралијан Опен, Ролан Гарос и US Опен. Покрај тенисот, Емирейтс се спонзори во други спортови, и тоа во Формула 1, како и во фудбалскиот тим Арсенал. Какво време ќе има североисток од воденовите што доаѓаат, погледнете од Метео.
Ви благодарам што бевте со нас. Пријатна вечер.